Пред 8 години, откако ја добив довербата на моите сограѓани, пред нив и себе си поставив јасна цел. Ќе го дадам својот максимум за да ја оправдам таа доверба. И сега со гордост кажувам дека изминатиот период ми беше особено задоволство заеднички да твориме, креираме идеи и истите одговорно да ги преточуваме во дела, кои го издигнаа македонски брод кон поквалитетен живот. Дневните средби и дружби со народот спонтано ја создадоа мојата стратегија за делување во насока на развој на нашиот заеднички дом, нашата општина. Демократското практикување на власта преку организирањето на форуми во заедницата за заедничко креирање и одлучување е уште еден доказ дека за нас граѓанинот е пред се, а општинскиот буџет доби синоним на граѓански буџет. Нас секогаш потребите на граѓаните ни се заповед. Со заеднички напори делуваме во сите сегменти од општественото живење. Од областа на просторното и урбанистичко планирање ги донесовме деталните урбанистички планови за блок 1, 2, 3 и 4 во Македонски Брод. Направени се измени и дополни на урбанистичките планови за туристичките населби покрај езерото Козјак. Изработени се повеќе локални урбанистички плански документации за неколку локации кои се од инвестициско и развојно значење за нашата општина. Посебно сме горди што како придобивка од форумските процеси се уреденото централно градско подрачје, односно плоштадот и изградената патека покрај кејот на реката Треска во централното градско подрачје. Од областа на комуналните дејности исто така би ги издвоил поплучувањето и асфалтирањето на повеќе улици и тротоари во урбаната населба Македонски Брод. Потоа изградбата на локалните патишта за село Горно Крушје и село Лупште, а во тек на реализација е и патот за село Калуѓерец. Асфалтирана е улица во село Требино и уреден е канал за одведување атмосферски води во ова село. Изградени се локални водоводи во селата Русијаци, Дреново, Инче, Василковци, Растеж и Волче, а извршени се зафати и во село Брезница и село Грешница. Во Македонски Брод извршена е реконструкција на водоводната мрежа со што азбесно-цементните цевки се заменети со полиетиленски. Во Македонски Брод изградивме пешачки мост на реката Треска, а исто така и мостови во селата Самоков, Манастирец и Слатина. Од областа на локалниот економски развој ќе ја истакнеме континуираната поддршка и соработка со невладиниот сектор, па така заедно со еколошкото друштво Треска од нашиот град ја изградивме патеката кон пештерата Пешна, а со тоа го направивме првиот чекор кон уредување на оваа туристичка атрактивна локација и нејзино промовирање. Изработивме промотивни печатени и видеоматеријали, реализацијата на форумските процеси во контекст на програмата Форуми во заедницата и урбанизацијата на индустриската развојна зона во деталниот урбанистички план за блок 1 во Македонски Брод. Во контекст на останатите области во надлежност на локалната самоуправа, а во соработка со владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт, изградени се 2 спортски сали, фудбалскиот стадион во Македонски Брод, игралиштето за мал фудбал во новата населба во Македонски Брод и комбинираното игралиште во село Брест, а реконструирани се и спортските терени во кругот на гимназијата. За најмладите изградивме 3 детски игралишта. Беа превземени и други активности, како што се реконструкција на крововите на основното и средното училиште, детската градинка, домот на културата, како и на општинската зграда на која е обновена и фасадата. А да споменеме дека беше обновена и старата дограма во основното училиште и детската градинка. Денес овде сакам да ја изразам мојата благодарност за довербата во изминатиот период и мојата подготвеност за идните заеднички предизвици со граѓаните на општина Македонски Брод и владата на Република Македонија.
Како градоначалник од ВМРО ДПМН ќе действувам во насока на продолжување на соработката со граѓаните, бизнис секторот, државните институции, јакнењето на капацитетите на администрацијата за планирање, подготовка и реализација на развојни планови и програми збогатени со квалитетни проекти кои ќе водат кон економски развој, сигурна иднина и вработување на младите. Локалната самоуправа ќе продолжи да биде неуморен сервис на граѓаните, сервис каде нема погрешна врата. Ќе се залагам општина Македонски Брод да биде социјално, економски и културно развиена општина и привлечна туристичка дестинација со модерна, регионална и локална инфраструктура, брендирани еколошки здрави производи и негување на традиционалните вредности, отворена кон Републиката и пошироко. Народот знае да го препознае човечкото во човекот. Ајде и понатаму заеднички да твориме добри дела. Јас сум Милосим Војнески, кандидат за градоначалник на општина Македонски Брод.